каде да следи, како ќе се чувствува да се не млазни мотори, тука сите ќе не издува надвор, или паника. Така да на тој начин ако размислуваме ќе бидеме поблиску до логиката што заправо се случува. И на крај ќе сватиме дека таа нема непослушност, не слуша тантруми и се луѓе така, но не е заправо и наетен и така натаму, туку вистината е дека е тоа биолошки стрес. Ако ви слети вам авионот тука, вие ќе бидете под огромен стрес, ќе бегате кој на која страна, нели? И из повредени, и из налутени можеби, и испреплашени, бега кој каде ќе стигне. Тоа е сосема нормално. Врзано со комуникацијата, нели, од лекарски аспект треба се и реалниот животен аспект, нели, треба да се гледа според клиничкото наше гледање искуство, да се има увид таа разлика помеѓу говорот и комуникацијата. Колегите комуниколози тоа многу добро го знаат, јас сум го резумирал тоа на делови од комуникацијата кои вие ги знаете, на вербален и невербален дел, нели? И при прашање на студенти, нели, на вежби, што они мислат, колку е кој дел на комуникацијата присутен кај луѓето, имате секакви одговори. Од 10% вербално, 90% невербално, до обратно 90% вербално, 10% невербално. Значи, различни искуства, што значи дека секој поинаку комуницира. Во секој случај, во комуникација да го имаме вербалниот и невербалниот дел на говорот. Тоа треба да се има предвид, нели, така да со двете да се комуницира, ако он нема зборови, ако нема вербална комуникација. Тоа не значи дека он нема што да каже или не кажува ништо. Он кажува многу, и он има многу што да каже, и го кажува, мислам, на поинаков начин. Многу го кажа колешки да некој дел, он со однесувањето ни кажува што му е, како му е, и треба тоа да го читаме, нели? Тој е невербален дел на говорот. Така да, ако некој од нас има таква интенција да повише се ослонува на вербалниот говор, ние се шалевме денеска во колата да доаѓавме таму, има луѓе кои повише сака да се ослонат на зборови, а некои ќе се ослонат на невербалниот. Така јас на невербален многу го ги сваќам колешките, што сакам, а на вербален погрешно, јас на крај знаев што треба да направам. И се сваќаме многу убаво. Така тој невербален дел како кај колку е многу поприсутен. Ако некој е усмерен да се ослања на вербалниот дел, со овие деца ќе треба малку повише да работи, да се прилагоди на невербалниот, да во почетните фази, додека децата, ако се на гешталт или тој развој на јазикот, дојде до тие 5-6 фаза таму, или која ќе стане многу по-функционална. Така да, во комуникацијата со нив се бара алтернативни патишта. Тоа дефектолозите логопедите го прават рутински, но и дома родителите, односно јавното мислење, јавно се треба да свади, да со тие деца може многу да се комуницира со слики. Ако сакате да видите во кино да ви носите, сега може би земам не солидни примери, или во улица да се знае кога е црвен семафор, кога треба да се помине, кога не, треба да ги прилагодите знаците за нивниот начин како они ги читаат информации. Ставите слика, ставите звук, или ставите нешто што е по-едноставно како сензација, за да може да се процесуира. Технолошките можности ни се бестрени со целата таа технологија, така да сигурно дека има многу можности. Да прескочи слайдот, така? Извршните функции, она што е врвот на личноста, нели, они комплексни функции по кои ние се препознаваме како индивидуум, како човек, нели? Значи, моите етични начела, мојата логика, мојот начин на решавање проблеми е единствен, според она како јас сум изграден, нели? Тоа се тие извршни функции, вака да поедноставам речник за да се разбереме, нели? Они практично тие деца со невродивергентен развој, нели, имат заправо поинаков начин како ги процесуираат информација. Тоа веќе свативме, нели? Така да, кај нив проблемот зошто не се процесуира како што треба или зошто не се процесуира доволно добро, е затоа што тој диригент, тој дел од мозокот кој се бави со тие извршни функции, ако го наречеме како диригент, тој е малку точно, нели? Па на поспор начин малку ги процесуира тие ноти музички, нели? Па мелодијата е малку поинаква звучи, нели? Меѓутоа нотите се исти, ги читаат поспоро, нели?
Така да имаме потешкоти, нели, кога ќе започнеме некаква задача да се организира и да се заврши започнатото. Така да, например, налогот спреми се за на училиште, за нив е прекомплициран. Но истиот ќе се изврши без проблем, ако го изложиме во помали делчиња, нели? И ако кажеме сега, ајде облечи ги чевлите, сега земи ја торбата, сега излагаме, сега идеме, нели? Така да исто да го направиме, меѓутоа на малку поинаков начин организирано као информација. Рутината многу битна за кај нив, нели? Предвидливоста е нивен извор на мирот, односно менување на таа извор на голем немир. Пациенти пред некој ден кои дошле, ми дојде во ординација и па ние отидовме во Германија, не знам каде, поради детето, затоа што таму имат многу подобри сервиси за нив, ама ние таму не издржавме ни 3 месеци, тоа беше толку неиздржливо да се вратиме веднаш назад. Па нормално го се сменило на детето, не знам што сте очекувале вие. Меѓутоа, тоа да го знаеа тие родители, никош немаше да се упуштат до таква авантура да одиде до таму. И тоа е лек, нели? Да беа они тука со вас, да ја чува оваа информација, никош немаше да организира такво патување и ќе уштедеа и детето ќе го поштедеа од големи стресови травми. Сега веќе многу јасно зашто е тоа така, нели? Значи, за таков мозок кој на поинаков начин, на одреден начин ги процесуира работите, овој свет кроен по наша мерка е хаотичен. Дури нам ми се чини неретко, нели, хаос. Не знаеш од кај да почнеш, како да идеш. Тој хаос кој ние на некој начин сме го прифатили, ние тешко го прифаќаме, тоа не ги возмирува екстремно. И све што се менува кај нив предизвикува огромен страх, огромна анксиозност и несигурност. Така да кај нив рутината и конзистентноста е едино сигурно место кај што они добро се чувствуваат и така би требало да се организира нивниот живот. Така да визуелните распоредби, сликите ја намалуваат анксиозност и му даваат контрола на детето. Значи треба со слики, со поедноставени информации да кај нив се предизвика тој внатрешен мир. Околу посебните интереси, нели, тие специфичности кои они ги прават као рутини, као стереотипи, као го ги нарекуваме, да ги наречеме, нели, не тоа гледаме као проблем, нели, ќе дојде кај психијатар или логопед, нон стоп го прави ова, па што да правиме, како тоа да го смениме и така натаму. Океј, ако е толку нефункционално. Меѓутоа, не треба да се заборави другата страна на медалјата, заправо дека тие посебни интереси на некој начин може да функционират како мост, не како препрека во нашата комуникација. Значи, ако детето ги сака само возовите, да кажем, или броевите, како пример, резервно, тоа што може да се искористи за цели на учењето, нели, да преку тоа ние ги внесеме нашите информации во неговиот систем на процесуирање на информации. Така да преку тие специфични интереси може да научиме математика. Ако има интерес црвеното јаблко или тркалцето, па учиме едно тркалце, па 5 тркалца. Нема да учиме 1 плюс 7, па ова е 1, ова е 2, Значи едно тркалце, па уште едно тркалце, и може да ме научиш математиката, да се пристапи по неговата логика. Така да во принцип не треба да се забрануваат тие интереси, јасно ако се многу нефункционални, треба да се работи на тоа. Меѓутоа, да не се заборави дека истовремено тоа може да биде во функција на мост, кој ќе ни овозможи да тренираме понатаму со целите кои треба да се постигнат со тие деца. Така да целта е да се вовлечеме во тоа, да се внесеме во тоа, а не да се конфронтираме и да се бориме ако не е толку нефункционално. Врзана на социјалниот дел, исто компонента која е доста засегната, нели? Како тоа изгледа кроз нивните очи, нели? Зошто тој контакт со очите е тежок, зошто не се играат со другите деца исправно, нели, со врсниците? Па социјалните вештини се многу комплексна феноменологија, нели? Сега зошто на ова дете не му се допаѓам, а на ова дете многу му се допаѓам? Кој ќе допаѓа? Ја имам еден другар кој многу не сака, другар кој неќе да ме види. Од кај да знам зошто не неќе да ме види, а овој ме обожава, нели? Тоа е толку комплексно, а има логика ако влеземе да анализираме, нели? Јасно. Меѓутоа толку е комплексно, а ние не сваќаме како они ќе го сватат тоа, или било кој друг. Така да тоа се многу комплексни, нели, функции кои би требало да се учат дел по дел, чекор по чекор, не дека не може да се овладат, но многу споро, многу полека, со многу трпење, многу труд, као страни јазик, нели? Да научите вие сега кинески, сигурно не е многу едноставно, нели? Да ви кажат 2 недели дека да знаете кинески, катастрофа. Ама, фрли у кинески, сега преживеја, ако знаеш, дека можеш.
Така да не е дека детето не сака интеракција, па сега таа социјална компонента е проблем, или не може да се воспостави комуникација. Они имаат потреба, имаат желба за тоа. Меѓутоа, не може така брзо да ги научи правилата, нели, малку пребрзо иде светот за него, зошто го не сака, зошто те не сака, зошто го се игра, зошто не дава топката, овој не ми ја дава топката. За нас може да е многу едноставно, на брзина ги прифатиме, да ги отвориме, не ќе тераме дали, он ќе се бори за тоа долго време. Значи, не полека чекор по чекор, сигурно дека ќе се совладе, може би малку повеќе. Сега отиде скроз. Ама не се случи, не кај. Ја не е воопшто. Ја е. Попреа да кажем. Ја не више ништо било. Добро, супер. Да. Добро. И тоа што е била нашата улога во тоа, нели? Да не се претвориме во судија, нели, у принцип, тако имаме импулс во светот, или прифаќаме или не прифаќаме, или е добро или не е добро, тоа онај, да кажеме, едноставен, да не користиме построг збор, ама не е лошо да го кажеме денеска, по-примитивен начин како да доживуваме животот и реалноста, во црно-бела технологија, нели. Животот ме научил дека во животот нема само црно и бело, има многу шаренило, тука има цели нијанси. Имаме 50 нијанси на сивото само, нели? И колку уште на другите бои. Така да не да се поставиме као судија чини или не чини, туку повеќе као детектив, да видиме зошто тоа не чини, зошто тоа не го прифаќа, зошто не го прифаќа. Така да тој аналитички пристап може многу да помогне да се подсетиме што последните 5 минути се случи, сега да ова дете толку вознемирано, нели? Па ќе го фатиме моментот што е тоа и следно како знаеме како да се поставиме со одредениот нели феномен. Така во тој дел родителите и семејството на тоа дете се заправо најдобриот стручњак за тоа дете и во контекст на оваа реченица ја не рекам родителите или роднините, било кои луѓе кои ќе гледат со детето или нас, викам дека вие сте мојот најдобар асистент врзано со детето. Ја немам друг подобар асистент од вас. Вие го имате 24 сата пред себе, 7 дена во неделата и може да ми раскажете ако јас успеам паметни прашања да ви поставам и целни прашања за да ја сватам ситуација, вие ќе ми возможите. Зато не можам да го открием со 5 минути на меза или гледање на детето како игра или како не игра, па дури со милион извештаи на колегите логопеди, дефектолози, генетичари и така натаму, никош нема да ја патиме реалноста толку убаво колку ако ги седиме тато и мама и они ми раскажат свој убаво како да што ви. Уште многу малку ствари. Да, тој дел е многу битен, нели? Така да као заклучок заправо оно што сакам да пренесам тука преку Вове, кога ви кажа дека заправо ова што ние денеска го правиме, јас го сметам као одговорен за во држава, да генерализирам можеби као врв на иглата која е одговорна за ова проблематика во државата, ваков состанок го сметам за најдобриот лек кој во иднината можеме да им пружиме на тие деца. Да изградиме заеднички ист начин на размислување и ставови кон тој феномен, да организираме живот кој ќе биде скроен малку повише по нивен крој, отколку само по нас, по наш крој, нели, и автоматски живот ќе биде многу подобар и за нив и за нас. Така да во тој дел е да пренесем информација дека немате да се чувствувате дека сте сами, за родителите кои имаат децата, за професионалците кои се бават со тие деца, па не знаат како, што и како понатаму во целиот тој системот и ви кажат на почетот дека во државата ние како луѓе кои се на врвот на оваа проблематика во државата можеме да ви гарантираме дека во државата од стручен аспект ништо не фали. Само да има премалку. Тоа е проблемот. Барајте да има повише и нема да размислувате ниту за Германија, ниту за Норвешка, ниту за не знам каде. Све имате тука, само треба да има повише и не стигнуваме да стане све. А да знаеме што треба, знаеме како и сигурно на исто ниво, ако не во некои делови подобро колегите кои може да се посветат. Така да во тој дел треба да размислуваме дека тие деца не ни се тебе туку они заправо представуваат прилика да го согледаме светот на малку поинаков начин, и ја би додал на покомплетен начин, или да знаеме дека постои тој гешталт начин на учење на јазикот, а не само оно што ние сме навикнали, дека постои мейл синдром, а не само тантруми и така натаму. Нели да го сватиме нивниот свет и нивниот живот
малку подобро. Така да тука е крај, благодарам на вниманието.